Добар ден. Ова се централните вести. Ви благодарам што сте на Канал 5. Еве ги насловите. Со гласна тишина, семејствата од Кочани по 6-ти пат на марш на ангелите. Не сме жртви на судбината, туку на системот. Немам зборови што да кажам, толку сум огорчен. 6 милиарди евра за инфраструктура, образование, здравство ке донесе стратешкото партнерство со Британија. Ова што се постигна представува втор клучен столб на нашата меѓународна позиционираност по стратешкото партнерство со Соединетите Американски држави. Британскиот амбасадор категоричен: нема да има мигрантски кампови. Модернизација на вооружените сили, подлабока интеграција во НАТО стандардите, инвестиции во инфраструктурата и во здравството ќе донесе новиот стратешки договор меѓу Македонија и Велика Британија. Презентирајќи ги деталите, премиерот Мицкоски договорот го оцени како втор столб на меѓународна позиционираност по стратешкото партнерство со САД и основа за инвестициски циклус од 6 милиарди евра. Британскиот амбасадор во земјава Метло Лосон категорично ги демантираше шпекулациите дека согласно договорот во земјава ќе се граделе кампови за мигранти. Сандра Спасовска со детали. Модернизација на вооружените сили, длабока интеграција во НАТО стандардите, зголемување на безбедноста на границите, посилна економска соработка, инвестиции во енергетиката и здравството. Ова се само дел од придобивките кои Македонија ќе ги има од договорот за стратешкото партнерство со Обединетото кралство. Премиерот Христијан Мицкоски, кој денеска заедно со амбасадорот на Британија во земјава Метју Лосон ги презентираа деталите, овој договор го оцени како втор столб на нашата меѓународна позиционираност. И двајцата се согласни дека стратешкото партнерство меѓу двете земји не е само на хартија, туку тоа е доказ на посветената работа и меѓусебна соработка. Британскиот амбасадор дециден, договорот не предвидува изградба на кампови за мигранти во Македонија. Ќе возможи најсилна досега економска соработка меѓу двете влади, вклучително и во капитални инвестиции во инфраструктурата и здравството и енергетиката понатаму. Ќе засили соработката во областа на образованието, дигиталната трансформација и иновациите. Ова што се постигна представува втор клучен столб на нашата меѓународна позиционираност по стратешкото партнерство со Соединетите Американски држави. Овој договор е голема потврда дека нашата држава чекори по патот на стабилноста, безбедноста, развојот и европската иднина. Исто само е друга приказ на тоа што се зборува дека ќе се прифаќаат мигранти. Не се работи за тоа. Сакам навистина да бидам јасен во тој дел, затоа што оно на што се договоривме е дека ова е широко партнерство во однос на безбедноста, трговијата, одбраната, образованието и инвестиции. Во овој договор се работи за соработка меѓу полициските сили и подобро справување со криминалните банди и групи. Меѓу другото, ова ќе биде основа и за новиот инвестициски циклус од 6 милиарди евра. Пари со кои треба да се изгради брзата железничка пруга од Табановце до Гевгелија, да се заврши проектот за клиничката болница Штип, заедно со зградата за новиот медицински факултет, болницата во Кичево и онаа во Тетово, а во иднина според најавите ќе се инвестира и во енергетиката. Но под кои услови овие средства ќе стигнат во земјава засега останува непознато. Мицкоски вели, контурите се исцртани, но не се финиширани, уверувајќи дека ќе бидат најдобри услови до сега. Реперни е Еврориборот, реперни се два фиксни параметри, а тоа се грејс период и долг период на отплата. Очекувам да бруто домашниот производ побрзо расте отколку долгот, така што очекувам дека во крајна смисла ефектите ќе бидат со намалување на јавниот долг, а не со зголемување, бидејќи станува збор за инвестиции капитални, не станува збор за поземување пари за трошења, социјални трансфери и така натаму. А знаете, во градежништвото парите најмалку три пати се вртат. Така што јас не очекувам да има некакви импликации во тие параметри, уште повеќе што првата фактура би требало да стигне на почетокот од 2027 година. Договорот, како што беше посочено, е резултат на повеќе месечни интензивни преговори меѓу дипломатски и експертски тимови од двете страни, а истиот ќе биде потпишан во Лондон.
Не сме жртви на судбината, туку на системот. Пораки од 6-тиот протестен марш на семејствата на загинатите во Кочани. Побара неселективна правда и подобри услови за лекување на повредените. Елизавета Дамјановска-Спасеновска и Виктор Николовски се во Кочани, ги вклучуваме во живо. Бети повели да чуеме детали дали заврши маршот, што беше порачано и кои се генерално ставовите на семејствата. Благодарам. Бурче, пред малку заврши 6-тиот поред марш кој што се одржува во знак на почит за прирано загинатите во Кочанската дискотека Пулс. Во први редови, како и секогаш, така и овој пат беа најблиските, родителите на прирано загинатите. Меѓутоа, зад нив, овие родители имаа навистина голема поддршка. Огромен број граѓани денеска дојдоа во Кочани за да изразат поддршка за семејствата на загинатите. Маршот, за разлика од претходните маршови, помина во молк и тишина. Овој пат изостана силните пораки и апели до институциите. Изостана сите пораки на барање правда и барање одговори. Од оние малкумина кои што сакаат да поразговараат со нас, меѓутоа сепак не сакаат да бидат снимани, ги прашавме зошто овој пат нема пораки. Кажаа дека нивните пораки досега биле погрешно сватени, погрешно толкувани и погрешно интерпретирани. Рекоа дека понекогаш нивните пораки се сваќале како знак за поддршка на актуелната власт, некогаш пак биле сватени како знак против власта. Затоа овој пат рекоа дека ќе остават само фотографиите на прирано загинатите деца да говорат за нивната болка, меѓутоа исто така и транспарентите кои што беа испишани и кренати високо во воздух за да можат да ги прочитаат сите. На еден од нив пишуваше: институциите молчат додека системот убива. Поразговаравме исто со еден од родителите на загинатите во Кочанската дискотека Пулс, татко на починатиот Андри, кој што, како што рече, живеел и работел во Скопје последните години од неговиот живот. Бил програмер, а и покрај тоа што имал прилика и шанса да ја напушти Македонија и да работи во западноевропските земји за поголема плата, одлучил да остане тука и планирал да се запише и на постдипломски студии. Неговиот татко вели дека правдата веќе дури и не му е важна. Вели дека животот веќе никогаш нема да биде ист, меѓутоа сака правда за да не се повтори оваа трагедија. Ајде да го слушнеме. Кога требаше да живеат, кога се школува, јас сум татко, ова се вика Андри Стојанов, по занимање програмер, вработен во АСЕКО во Скопје, работеше таму година и пол и кога се спремаше сега за постдипломски студии и ситуацијата ни уништи се. Немам зборови што да кажам, толку сум огорчен и толку сум разочаран што ситуацијата е за нас, што ви викам, ние сме фигури само, фигури. Инаку на овој протестен марш беше најавено дека ќе се приклучат и од иницијативата која е следен. Инаку пред самиот крај уште би споминала дека пред малку тука се одржа и трка на келнери во знак на четворицата келнери кои што вечерта биле на работна должност во Кочанската дискотека, а и тие, како и сите останати 62 го загубија нивниот живот. Од овде толку. Елизавета Дамјановска-Спасеновска во живо од Кочани за денешниот последен марш. Ти благодарам. А поранешниот министер за информатичко општество и администрација од редовите на Алијанса за албанците Азир Алиу, кој застана за Тарабари за време на конфликтот со Зијадин Села. Попладнево соопшти дека нема да го следи примерот на Тарабари и дека останува во влен. Верувам дека определбата за промена во општеството не се напушта при првиот отпор, туку се гради со уште повеќе работа. Со голема почит кон председателот на партијата и неговото право на политичка проценка, чувствувам должност јавно да кажам дека јас ќе продолжам да бидам дел од процесот што го почнавме сите заедно во влен и во оваа влада, напиша Азири на Facebook.
А дали вице-премиерот за добро владење Арбен Фетај ќе го следи примерот на Азири се уште без официјална потврда. Иако и тој на Фејсбук индиректно најави такво нешто, објавувајќи фотографии од средбата со косовскиот премиер Курти во Приштина, на која што присуствува и Азири. Во зората на овој ден, заедно со некои идеални пријатели од Алијансата за албанците, тргнавме по патот кон Приштина, поминувајќи го автопатот Арбен Џафери, пат кој за нас не е само инфраструктура, туку символ на нашата духовна и национална врска, напиша на Фејсбук Фетај, за кого се погласно се шпекулира дека ќе го напушти Терабари и ќе остане во владата. Над 15.000 кандидати се пријавени за полагање на годинашната државна матура. Како и минатите години, и на оваа државна матура најголемиот број избрале да полагаат англиски јазик како втор екстерен испит. Од Државниот испитен центар уверуваат дека ако немаат просторни услови во своите училишта, учениците ќе полагаат на факултетите. Идејата пак за поставување блокатори за мобилни телефони нема да се реализира и овој пат. И покрај тоа што во минатото имаше случаи на групни препишувања. 5004 кандидати се пријавени за полагање на двата екстерни испита од годинашната државна матура, што ќе се спроведе на 31 мај и 11 јуни. Од пријавените најголем дел, речиси 9000 се од средните стручни училишта. Според податоците на Државниот испитен центар, 9969 ученици се пријавени за испитот по македонски јазик, 4339 за албански јазик, 292 за турски јазик и 10 ученици за српски јазик. Како и во минатите години, и на оваа државна матура на вториот екстерен тест, најголем број избрале да полагаат англиски јазик, над 13.000. Како што објаснува директорката на Државниот испитен центар, матурантите ќе ја полагаат државната матура во своите училишта, доколку ги исполнуваат потребните стандарди за спроведување на испитите. Да училиштата кои немаат просторни услови, ДИЦ ќе овозможи полагањето да се спроведе на факултетите врз основ на барањата што му ги доставиле засегнатите училишта. Учениците ќе полагаат во зависност од просторните услови кои што ги нудат нивните училишта или во нивните училишта или пак на факултетите, така што остваривме соработка со повеќе факултети широм целата држава. Ќе има, значи, на повеќе факултети полагање на испитите од државната матура во јунскиот испитен рок. Михајловска изрази надеж дека матурантите оваа година нема да ги пробијат и да ги споделуваат тестовите, како што беше случајот изминатата година, кога неколку изолирани случаи на препишување ставија дамка на полагањето државна матура. За надгледување на испитниот процес, Државниот испитен центар ќе ангажира околу 2000 тестатори. Матурантите кои во јунската испитна сесија нема да ја положат државната матура или не во целост, ќе можат да полагаат во августовската сесија. Минатата година, средната оценка од државната матура беше 3,25. Државната матура во нашиот образовен систем се спроведува од 2007 година. Единствено не беше организирана пред 5 години, поради ковид пандемијата. Ќе го снема сончогледот од македонските ниви, предупредува единствениот откупувач, велешката Маслодајна. Ако се случи ова, може да дојде до тоа Македонија да остане без масло за јадење од домашно производство. Наместо развој на земјоделството и домашната економија преку фабрики за преработки од домашни земјоделски производи, Македонија се повеќе станува извозник на капитал и на основни суровини. Откако ги изгубивме шеќерната репка, памукот, афионот, сусамот, ленот, конопот и голем број други земјоделски култури, во Македонија од догодина многу веројатно е дека ќе ја снема и една од најзначајните култури со стратешко значење – сончогледот, од кој се прави домашно масло за јадење. Единствениот сериозен откупувач велешката фабрика Кристал предупредува, ако итно не се преземат мерки да се зголемат површините под сончоглед, фабриката заради малите количини и нерентабелноста ќе престане со откуп. Ние во надеж дека ќе се зголеми откупот на сончоглед, односно површините и количините во Македонија, се надеваме и за тоа и ги држиме работниците и ги обучаваме. Во спротивно, ние сигурно по-добро ние да работиме само увозно рафинирано масло, отколку да откупуваме домашен сончоглед,
Затова апелираме да и до владата и до сите институции да најдат мерки, да преземат соодветни мерки, да се зголеми количината на сончоглед произведен во Република Македонија, затоа што сончогледот е една од најважните или стратешка култура, тоа многу пати се докажало, посебно во короната. Освен за потрошувачите, за кои е многу значајно да имаме домашно производство на масло за јадење, за во време кога може да се забрани извоз од соседните земји, како што тоа беше во времето на короната, за земјоделците пак сончогледот има особена важност што ќе имаат можност да применат плодород и плодосмена на своите ниви, а со тоа да си ги зголемат и приносите на житата. Види, сето тоа зависи од државата, кристал ако се затвори готово, ние капитулираме, речено, земјоделците не ќе можеме да произведеме. И да произведеме кај ќе го продаваме. Ако го продаваме во Грција, тие не уценуваат. Дополнителен проблем е што земјава остава слободно да се извезува сончоглед во соседна Грција, па и она малку суровина што се произведува не завршува во нашите фабрики. Исто така владата треба да размисли дека дел од произведениот сончоглед завршува во соседна Грција, да превземат соодветни мерки, да остане сончогледот во Република Македонија, а не да извезуваме суровина, него да извезуваме готов производ, односно масло рафинирано, флаширано во Косово, во Албанија и така натаму. Пролетната сејдба за годинава заврши и според договорите кои ги има склучено најголемиот откупувач, повторно ќе имаме минимални количини на сончоглед за откуп. Со количини од 3000 тони, Велешката фабрика би произвела масло за јадење едва и за потребите на земјата за еден месец. Се потоа ни останува од увоз, а од догодина, ако не се зголемат субвенциите, кои со години се на исто ниво, ќе бидеме целосно зависни од увоз на масло за јадење, а по нивите земјоделците ќе го изгубат и сончогледот. Со поставување камен темелник денеска беше означен стартот на инвестицијата на турската компанија за производство на грејачи и отпорници за бела техника и електрични апарати Шахтерм во технолошко-индустриската развојна зона Скопје. Инвестицијата во првата фаза ќе изнесува 25 милиони евра со 200 нови работни места. Сигурен сум дека денешниот камен темелник ќе биде символ не само на една градба, туку и на врските помеѓу релациите помеѓу двете земји. Имам голема верба дека оваа инвестиција ќе пружи, ќе придонесе, ќе даде голем придонес не само за локалната економија, туку и за регионален развој. Инвестицијата на компанијата Шахтерм само во првата фаза ќе изнесува 25 милиони евра со 200 нови работни места, додека планот е инвестицијата да изнесува 50 милиони евра и бројот на вработени се планира да биде над 500. Ова е проект што не само што ја развива економијата, туку ја потврдува стабилноста и напредокот на нашата земја, со што ќе придонесе за зајакнување на македонската индустрија и извоз. Особено ми е драго што компанија како Шахтерм со повеќе од 40 години искуство ја препозна деловната клима на нашата земја како привлечна и се одлучи за својата прва инвестиција надвор од својата матична земја. Токму овде во Македонија, во технолошките индустријски развојни зони. И за крај, околу мировните преговори веќе има и официјална потврда дека в понеделник, точно во 10 часот предпладне, Трамп ќе разговара со Путин. Толку во централните вести, пријатна вечер.